Добар ден. Го следите вториот дел од Зебра. Неделава таа е посветена на политичката драма што и се случува на Македонија во изминатите 2 месеци. Драма во која што тврдоглавоста и непопустливоста на двете најголеми политички партии се мери во нанометри. Драма која се заканува да остави зад себе многу политички жртви, во смисла многу политички кариери да бидат неповратно завршени, и драма која што ќе остави сечини лузни врз лицето на македонската демократија. Токму за тој најважен аспект на овие случувања, какви ќе бидат последиците за демократијата и за интересот на граѓаните, разговараме со двајца елоквентни политиколози во нашето студио. Денешни наши гости се Дане Талеска од Институтот Прогрес и Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања. Но пред да ја продолжиме дебатата која што ја почнавме во средата и која што можете да ја следите на нашиот сајт zebraonline.mk во архивата, исто така на YouTube каналот, и да коментирате на нашата Facebook страна, како и на Twitter профилот преку хаштагот стандарден ZebraMK и денешниот изборен бойкот. Да покрај воведот, нели, Маја што го кажа, да почнам со прашањето насочено кон Владимир. Извинувам. Вчера на адресата на македонскиот премиер и на лидерот на опозицијата стигна писмо од Штефан Филе, еврокомесарот за проширување, во кој што ги повикува лидерите да се договорат, односно да изdenат некој договор преку кој што би се надминала сегашна политичка криза во Македонија, на кое што од кабинетот на премиерот излегува со изјава дека од страната на владата е даден максимумот да се реши овој проблем. Преку кои конкретни мерки го гледате тој максимум за кој што зборува премиерот? Па добро, претпоставувам тоа е во однос на оние барања кои што пристигнува од страна на опозицијата и она што им беше понудено од страна на самата власт. Значи, како начин да се надмине таа криза, и се нормално све до самата перцепција, нели, од страна на опозицијата тоа беше на некој начин прифатено како зацементирање на позициите, додека од страна на владата тоа беше прифатено како обид за компромис. Во овој случај сметам дека Европската комисија и самиот Фуле, значи, направи обид на некој начин да ги интензивира тие преговори, но све е оставено сепак на домашните политички актери. И пораката од Европската унија е дека она што треба да биде на некој начин направено, не може да биде направено од страна на самата Унија, туку домашната политика треба да се договори, односно главните политички актери во овој случај. Тоа е главната порака и дека тоа треба да биде еден процес и они се разбира со оптимизам гледаат и се обидуваат да го поттикнат тој процес, без при тоа да влијаат нормално на самиот исход. Дане, можно ли е демократија и фер избори без доверба во институциите од страна на најголемата опозициона партија? Па не се работи за доверба, се работи за препознавање на реалност и начинот на кој што функционираат институциите. За жал, под оваа владеачка структура се повеќе и повеќе се зацврстува на авторитарност и партизација на институциите, дури за маргинални некои прашања, сосема се ставени во функција не на тесна партиска агенда. Во таква една ситуација која што не е сега само во овој период, туку се провејува неколку години, повеќе години наназад, во најмала рака од 2008 почна да се зацврстува целиот овој режим на владење. Сите настани кои се случија во последниот период се кулминација на таквото едно однесување од страна на власта, која што ги не се тоа институциите, значи имате на клик, имате на партија, имате на структура на власт, која институциите ги има ставено 100% во употреба за остварување на нивните интереси. Тоа го видовме, например, на 24 декември на црниот понеделник, кога извршната власт, односно Министерството за внатрешни работи, се стави над законодавната власт. Насила беа изфрлени пратениците и новинарите од собранието и го гледаме и понатаму, а го гледавме и пред тоа. Во една таква ситуација кога власта се однесува нахално, авторитарно, со сила сака да ја спроведува својата агенда, наместо да отвори процес на диалог, каде што ќе ги вклучи различните чинители, каде ќе се отвори да слушни различни мислења
и да прифати нешто од тие мислења за да се дојде до некаков компромис, сосема е нормално ова што се случува, една целосна делегитимизација не толку на институциите, колку што е тоа на режимот на владење. Во повеќе развиени земји секогаш се прецепира дека владеачката гарнитура, односно власта, таа гарнитура која што добила довербата од граѓаните, секогаш ќе сноси најголем дел од одговорноста за настаните во општеството, нели тоа не е исклучува опозицијата, меѓутоа сепак тежината е на владеачката гарнитура. Кажете ми зошто дали сметате дека сегашна актуелна власт направи доволен исчекор за да се реши овој проблем, значи да покаже малку повеќе доблест, да речеме, лидерство на тоа поле? Добро, сега прва работа е дека точно владата има одговорноста, но не само владата, има и опозицијата. За да постои диалог, треба да постои на некој начин желба од двете страни за тој диалог. Вие не можете да имате желба само од едната страна, без разлика која страна е тоа. Друго е проблем, и тоа сметам дека е тоа многу голем проблем, што тие случувања од собранието од 24 декември се поврзаа со локалните избори. Немаше апсолутно никаква потреба да се случи тоа и немаше апсолутно никаква потреба да дојде до ситуација каде што опозицијата своеволно излегува од избирачкиот процес, без при тоа да има причина. Значи, во случајов, вие имате барање од опозицијата каде што бойкотира избори за избори, што е до сега невидено. Значи, вие може да барате да се заканувате со бойкот доколку сметате дека избирачкиот, односно изборниот процес е нарушен. Никако што знаеме во изминативе неколку циклуси, сите оние наблюдувачи, целата меѓународна заедница и домашните експерти и наблюдувачи, како и самите политички партии, сметат дека во Македонија има услови за фер изборна борба и дека изборите се демократски. Значи, тоа е првиот предуслов. Не може вие да излезете со предуслов дека ќе бойкотирате избори со цел да добиете избори. Се губи целото рацио. Значи, зошто тогаш би ги бойкотирале тие избори? Ако сметате дека власта не е способна и државата не е способна да ги организира тие избори, зашто тогаш барате други избори како предуслов за да учествувате и на овие. Се согласувате со ова дека опозицијата фингира криза и непотребно ги поврзува двата? Не. Опозицијата имаше 6-7 години целосна конструктивност, поддршка, давање предлози за закони, поддршка за евроатлантската агенда и сето тоа. Кризата не е фингирана, кризата ја направи владата, односно дел од владеачките структури, владеачката партија, кога на 24 декември нареди насилно отфрлање од собранието на пратениците и на новинарите, за да го донесе буџетот за 2013 година, кој што е усвоен во една нелегална процедура преку фалсификат во Комисијата за финансирање и буџет и после акламативно прифатен тој фалсификат од страна на во пленарната сала од страна на владеачкото мнозинство. Така да кризата која таа што зборува в тензија која постоеше одреден период на 24 декември експлодираше. Делумно е во право Влајкова што вика дека се бараат избори за избори, но само делумно. На 24 декември ние влеговме целосно во една политичка криза каде што собранието ги изгуби легитимитетот. Значи тоа не се некои минорни настани пратеници од опозицијата да бидат насила со политички интервенции сфрлени од парламентот. Тоа е директно или пак исфрлањето на новинарите од галеријата. Тоа е директно прекршување на уставот на Република Македонија. На пратениците не им беа дадени картичките од опозицијата, тоа значи замолкнување на нивните мандати и одземање на довербата на 440.000 гласови кои ги добиле од страна на изборите. Така да тоа беше политичката криза која што без разлика дали ќе беа одржани, нема да беа одржани локалните избори, се повеќе се проширува. Во тој еден контекст, значи ние не живееме во паралелни светови, каде што имате еден процес на локални избори, а од другата страна имате процес на кај што имате сериозна политичка криза и собранието како врховен дом на демократијата целосно ги има изгубено легитимитетот. Ја мислам дека е добро да се најде решение, односно во пакет да се решаваат тие работи. Гледаме дека има различни опции кои се ставени на маса, да се одржат локалните избори, па подоцна да има предвремени парламентарни избори.
гледаме дека има многу силно учество од страна на меѓународната заедница, тоа беше споменато, каде се охрабруваат двете страни да воспостават повторно диалог и да најдат решение кое што ќе ја излече Македонија од оваа политичка криза. Тука локалните избори се само еден дел од инструментариумот кој што може да помогне, но целата работа, оваа политичка криза може да се реши само на еден начин, а тоа се предвремени парламентарни избори. И се зошто е тоа потребно? Тоа е потребно за да се реконституира легитимитетот на собранието на Република Македонија. Не може на ниту еден друг начин да се врати довербата, да се врати легитимитетот на собранието без предвремени парламентарни избори кои ќе дадат еден нов парламентарен состав, без разлика дали ќе дадат какво парламентарно мнозинство ќе се состави после тоа. Владимир, се извинувам, кој ќе ја сноси политичката одговорност за овој бојкот? Кого очекувате граѓаните да казнат при првата можност? Значи, вака, прво, околу, да се навратиме малце околу цела оваа состојба. Случувањата во парламентот, како што јас тоа го напоменав уште пред да се случат, некаде во почетокот на декември, тоа беше цел процес каде што опозицијата се обидуваше да изнуди нешто, да изнуди од власта и каде што се доведе во таа ситуација во која што се доведе. Значи, тоа е првата работа. Втората работа, околу тоа што се случувало и како се случувало во парламентот, сметам дека беше многу добра идеја на председателот да се направи комисија составена и од власта, и од опозицијата, и од меѓународната заедница, да се види тука каде е вината, кај кого е вината и зашто е вината, и тој потоа да сноси таа одговорност. Значи, тука апсолутно се сложувам и сметам дека тоа е еден добар исчекор за понатаму. Проблемот настана со поврзувањето на кризата со локалните избори. Затоа што тајмингот е сосема поинако. Значи, како може ние да говориме сега за некакво придвижување во однос на решавање на она што се случи во парламентот, кога ние имаме бојкот, веќе не е закана за бојкот, тука е бојкот од страна на опозицијата за локалните избори. Едноставно сега веќе станува просто да не кажам неизводливо, но многу тешко изводливо да се реши она што се случи во парламентот и на некој начин да се постигне компромис. За кој компромис говориме сега кога опозицијата реши дека не треба да учествува на локалните избори? Дена, нели сметате дека опозицијата си постави стапите за тоа што толку рано го најави бојкотот, а не го остави да биде, наречеме, една крајна инстанца како после одреден обид за преговори за учество на локални избори конкретно? Не, че, ако можеме некако да го изолираме од инцидентот на 24-ти. Бојкотот беше најавен порано и беше два пати изгласан од страна на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз, што е највисокиот орган на партијата помеѓу два конгреси. Значи, првиот пат беше усвоен како политички став и што еднаш беше дополнително потврден. Ја мислам дека таквата една отворена политика, мислам дека опозицијата или конкретно Социјалдемократскиот сојуз воопшто игра многу отворено и искрено и сега честно во политиката е релативен термин, ама отворено, искрено и честно е влезена во целата ова работа и ги најавува своите потези. До сега се покажа дека ставовите кои што ги прокламира навистина стои позади нив. Во смисла тоа на бојкотот, понатаму во смисла на депонирањето на оставките кои што веќе се подпишани, откажувањето на кандидатите за градоначалници и актуелните градоначалници од нивните функции, се со цел да се потврди заложбите на опозицијата дека борбата е за подобрување на условите на живење во Република Македонија, односно за унапредување на демократијата. Повторно ќе кажам дека дел од излезот од оваа политичка криза може да биде само преку предвремени парламентарни избори. Тешко е навистина да се најде решение, но не е невозможно. Ако се има искрена политичка волја да се отвори процес на диалог, може да се дојде до компромис, иако роковите се пробијани. Сите сваќаме валјда дека ова е една вонредна ситуација за Република Македонија, дека ако политичката криза продолжи понатаму и биде многу лошо за сите. Така да, во една таква ситуација, вонредна ситуација, кога имаме вонредна политичка криза, може да преку диалог да се најде решение и да се тоа решение понатаму формулира во парламентот, да има некаков договор. Предпоставувам најдобрата варијанта би била да се одложат локалните избори, а понатаму
после некој период веројатно може да се закажат и предвремени парламентарни избори. Зошто опозицијата навистина категорично ја одби понудата за формирање на анкетна комисија? Па, предпоставувам во првиот период тоа изгледаше стварно небулозно. Прво ради составот на комисијата и како требаше да биде составена, но и од тоа што изгледаше, како да ви кажам, анкетна комисија се прави кога не се јасни фактите, кога треба да се утврди нешто што не е познато. А сите ние бевме сведоци, прво не е непознато дека е фалсификат направен во Комисијата за финансирање буџет. Таа комисија ја председаваше, мислам, полноправно опозицијата, им беше одземено председавањето и беше направен записник, мислам, имаше таму поднесено амандмани кои требаше низ процедура да се дискутираат, им беше одземено на опозицијата председавањето со комисијата и беше направен фалсификат дека наводно сите амандмани поминале, тој извештај е архивиран и е пратен до владата. Тоа е класичен фалсификат. Значи, тоа се знае. Понатаму се знаат, се видоа снимките каде насила се изфрлаат пратеници, насила се изфрлаат новинари, тоа се еклатантни повреди на уставот, на деловникот на собранието. Се знае дека на пратениците не им беа дадени картичките за да можат да влезат полноправно да учествуваат во пленарната дискусија. Така да во една таква ситуација анкетната комисија не беше да ги утврди фактите и одговорноста, се знаат фактите и се знае одговорноста. Анкетната комисија беше еден инструмент да се проба да се дојде до некаков политички договор, но тргнувајќи од вашето прво прашање за довербата, мислам дека опозицијата го виде тоа како некој трик за да се скрие одговорноста и да се пролонгира целата ситуација, наместо да дојдеме решение. Видете и денеска, колку помина 2 месеци од 24 декември, се уште никој не поднесол одговорност, било морална, било политичка, а да не зборувам за правна и друга одговорност. Владимир, бојкотот не е непознат за македонската политичка историја. Тој се случи нели во 1994 година, кога сегашната власт, односно Лудејачка партија, тогаш бојкотираше, меѓутоа мораше да чека дури до 98 за на еден начин да речеме да кешира од таа ситуација. Каква би била користа за опозицијата во оваа ситуација ако нели поминат локални избори и се оди на редовни парламентарни избори? Че изборам на незиното конто на имиджот на... Никаква. Значи, ниту ВМРО-ДПМН 94 година имаше некаква корист, ниту по опозицијата се има некаква корист. Значи, од бојкот нема корист. Но имаше 4 години подоцна, кога ја доби апсолутно довербата на граѓаните. Не, значи вака. Од бојкот, за каков и да е проблем, до сега, компаративно, сите бојкоти што се случувале, без разлика дали се во Европа, во Африка или во Азија, никој никогаш немал корист. И особено таа партија која што бојкотира. Да се разбереме, 94 година, иако со многу поголемо право и со многу поголем легитимитет, ВМРО-ДПМН го бојкотираше вториот круг. Значи не најави бојкот претходно за да бара избори, него го бојкотираше првиот круг на изборите затоа што имаше сериозни недостатоци во однос на тој прв круг, што е многу полегитимно барање. Самата комисија после тоа на тие избори излезе и кажа дека имало 10% од гласовите кои што не биле пријавени, ама некако гласар. Да не навлегуваме, се случи бојкот. Тоа не беше добро за самата ВМРО-ДПМН. Да се разбереме, 98 година, ако не беше демократската алтернатива како партнер, многу тешко ќе беше да се постигне определен компромис и да се направи некаква влада. Значи тоа не иде во корист. Иако да не забораваме, 96 година многу правилно тогашната опозиција, значи ВМРО-ДПМН реши да учествува на локалните избори. Општините се база, значи општините се основна логистика за самите партии. Видете сега, сите овие протести кои го организираше СДСМ беа поддржани пред се од општините каде што имаше власт, значи во Скопје, Карпуш, Охрид, Куманово и Струмица. Значи тоа е логистика за избори. И до сега по правило од сите избори од 2000 година до 2009, значи 2005-2009, кој ги освојува локалните избори, тој подосна победи на парламентарните избори. Се создава база, се создава логистика и е многу полесно за самата партија да допре до гласачите во таа одредена општина. Значи многу е полесно доколку градоначалникот е од вашата партија, а многу е потешко доколку е од опозицијата. И затоа за мене е неразбирливо сега зашто опозицијата ги бојкотира изборите кога можеше, и јас тврдам со сигурност дека ќе освоеше повеќе општини отколку што ги има сега. Сега во моментов има 7 општини.
Што е со другата позиција? Без разлика во чие име се води политичката битка, јасно е дека двете партии или сите партии влегуваат со некаква математика и пресметка што би добиле, што би изгубиле. Кој е политичкиот ризик од предвремени парламентарни избори за ДПМН ако сите анкети покажуваат дека води? Зошто ДПМН го одбива за тоа што предпоставам категорично ќе барање? се создаде лоша практика. Значи, вие немате никаде во свет кој ќе текне на опозицијата да побара предвремени избори тие да ги добие. Пред година и пол исто се направи ситуација, процес. Јас уште на почетокот на декември, пред да се случат настаните во собранието, ги компарирав двата процеси и покажав со повеќе аргументи дека се идентични. Само што тогаш беше А1, а во овој случај беше буџетот. И во повеќе расправи, значи дебати, кога се говореше за буџетот, јас цело време повторив, буџетот во случајов нема никаква врска, буџетот е само повод. Процесот е сосема поинаков. А за вас буџетот е легитимно и легално донесен? Сакам да ви кажам дека буџетот и она што се направи опозицијата да го создаде е една политичка криза преку која што подосна, исто како што беше пред 2 години, би побарала предвремени избори, како што ги бара сега. Јас не велам дека власт или собранието изреагира правилно во однос на тоа и дека тоа што се случи требаше да се случи. Ја не го велам тоа. Ја велам само дека целта беше таа на опозицијата. Доколку власта и дозволи на опозицијата, значи секоја опозиција има право да бара. Апсолутно. Секој месец може да бара избори, но не значи дека ќе го доби. А да не во тој поглед користа на опозицијата? Не, вака има пар работи што сакам да ги полемизирам. Барањата на опозицијата во парламентот не беа за предвремени избори. Опозицијата во парламентот понесе амандмани. Ја велам дека процесот, значи околу буџетот и тоа што беше процес каде што буџетот беше само повод. Не можеме ние да го гледаме издвоено. Опозицијата поднесе амандмани кој како што го прави секоја опозиција во секоја парламентарна дискусија која се работи за буџетот. Парламентарната дискусија секогаш е најсилната, најжестоката, најмногу тука има тензии, бидејќи на крајот тоа е едно од најважните задачи на собранието, нели има моќта на кесето да контролира како се трошат, прво како се креира буџетот и како се троши. Тука е најнормално опозицијата да проба да ги наметне своите политики, своите ставови. Имаше тука и една друга работа што беа поставени ограничувања за земањето на нови кредити од странство. И мислам дека тоа ја испровоцира владината, односно реакцијата на власта, бидејќи овој режим на владење има два инструмента, едниот се пари, другиот е пендрак. И кога беше загрозен тој прв инструмент на парите, кога се виде дека структурата на буџетот мора да биде поинаква, да се земат во предвид и поинакви барања и потреби на граѓаните од локалните средини, а не само проекциите на владата, и кога се виде дека нема понатаму опозицијата да дозволи таква фискална политика на големи задолжувања од странство и трошење на непродуктивни трошоци, заигра пендракот. Сега, во однос на ова за локалните избори, што беше кажано дека кој ги добија локалните избори, добија парламентарните избори, генерално да, ама има тука една фалинка. 2009 година ВМРО ДПМН убедливо ги доби локалните избори во Република Македонија, тоа беше огромен пораз за СДСМ. За 2 години подоцна, во 2011 година, ми се чини дека СДСМ на 2009 доби 220-230 илјади гласови. За 2 години подоцна, 2011 да добие 370.000 гласови, за да го зголеми својата поддршка за 150.000 гласови. Повторно на предвремените избори. Прешувате добивки. Да, па нели може да речеме ако има експоненцијално зголемување од 200 на 300, нели ќе имаш очекување дека сега уште поголем број ќе биде доколку немаше бојкот? Ама пак тргнуваме од ситуација, од прашање како да се абстрахираме од 24 декември од црниот понеделник. А тоа беше настан кој што ги сруши маските и обезлежи целата структура на владење. И мислам дека СДСМ во овој момент за цел ја има таа покрупна игра да го врати ја врати демократијата на Република Македонија, да се врати уставниот поредок. Во овој момент прашувате да се одеше на локалните избори. Дел од кога завршија предвремените парламентарни избори 2011, ОПСЕ генерално рече да, во ред се изборите, но имаме забелешки, имаме препораки како треба да ги подобрите. Една од клучните препораки е да не се мешаат
извршните функции, политичките функции во изборната кампања. Сега ние тоа гледаме дека не е прифатено и се случува на голема врата. Секој ден ги имате највисоките носители на политички функции, иако кампањата уште не е почната, тек треба да почне од 4 март, на голема врата сака да се тие влезени во кампања и апсолутно ги мешаат не само јавните функции и јавните средства во функција на поддршка на нивните кандидати. Сосема на крај, широка е темата, имаме многу да зборуваме, меѓутоа сосема на крај, што вие лично како политиколози очекувате да се случи, односно каков епилог да има ова, како што е нареков, политичка драма? Двајцата. Повелите. Значи, прва работа. Многу е важно да се види политичкиот аспект на сите овие процеси кои што се случува во Македонија. Значи, само околу зашто велам буџетот е повод. Секоја влада, значи секој оној кој што победува на парламентарни избори има право да води државата во следните 4 години, го носи буџетот. Така е тоа секаде. Не е важно. Важно е дека во однос на на случувањата во декември, оној процес кој што го започна опозицијата, до 24 на 24 декември, они изиграат добро. Значи го добија тоа што го сака, добија определен повод за да бараат нешто. Проблемот настана на 2 јануари. Зашто безпотребно беа вклучени локалните избори во целиот овој процес? Значи тотално непотребно. Опозицијата можеше да биде надвор од парламентот, можеше да бара тоа што го бара, можеше да се повикува на 24 декември и на све останато што смета дека е тоа добро за нив, но можеше да се иде на локални избори. Доколку учествуваше на локалните избори, процесот кој што беше во однос на случувањето од парламентот ќе беше неоптоварен со овие рокови кои што ги имаме сега, а тие рокови се веќе пробиени. Ке имаме избори без опозиција? Значи не само што се проби тој рок, него едноставно сега локалните избори спречуваат да се реши она што е кризата која што настана во самиот парламент. Тоа е една работа. Втора работа, доколку опозицијата учествуваше и доколку според нив ќе добиеле поголем значи број на градоначалници и гласови од власта, значи ќе победеле на локалните избори, зашто тогаш не учествува, па после со еден многу посилен легитимитет да бараат предвремени парламентарни избори. Мислам дека во тој случајот они ќе има добитна комбинација. Во овој случај сега они успеа да го постигнат тоа што го започнаа на почеток на декември, на 24 декември. За жал само неколку дена подоцна ја изгубија сета таа предност и оној капитал кој што го створи. Со одлуката од 2 јануари да се бойкотира локалните. Што предвидувате? Ќе имаме избори без опозиција или со помош на меѓународната заедница ќе седнат да се договорат? Која од тие две опции очекувате? Не може, значи не може да очекувате дека меѓународната заедница ќе ни ги решава нас проблемите. Фуле беше многу јасен, вие треба да си ги решите. Едноставно сега и да сака некој нешто да направи, веќе е прекасно. Значи веќе помина тој рок од 16 февруари, изборите ќе бидат одржани предпоставувам, затоа што не гледам, навистина не гледам некоја друга алтернатива што би се постигнало. Изборите ќе бидат одржани, опозиција ќе има на тие избори, но за жал ќе нема најголемата опозициона партија. Па тешко е да се гата и да се гледа еднината. И јас се надевам, мислам, странскиот фактор сигурно ќе биде вклучен и понатаму да притиска за решение, но сосема се согласувам дека примерно одговорноста и начинот да се најде решение преку главните политички актери, преку диалог и најдување на компромис. Не би бил така сигурен. Мислам, има се уште простор, ако се има политичка волја, во вонредна политичка ситуација, вонредна криза, да се најде решение. Ако не се случи тоа, ако има бойкот, а има најава, не најава, туку факт е, тоа е потврдено во овој момент, мислам дека ќе биде многу лошо за Република Македонија, апсолутно за сите. Ќе се продолбочува политичката криза, тензиите не можат во тој случај да се спуштат, туку уште повеќе ќе се зајакнуваат. Веројатно ќе се искомплицира евроатлантската иднина на Република Македонија и тогаш тоа ќе има реперкусии по еден сега консензус кој што постои во Република Македонија, кој што е и меѓупартиски и меѓунационален, така да ќе биде многу сложната политичката ситуација. Очекувам, ако нема решение во наредниве, не се тоа многу, 2 до 3 недели,
дека ситуацијата понатаму ќе биде уште потешка, кризата ќе биде уште потешка. СДСМ и позицијата, повторно ќе кажам, играат многу отворено и искрено. Има најава дека ќе ги вратат мандатите, тоа ќе значи понатамошно делегитимирање на институциите и на системот на владење. Во една таква евентуалија ќе имаме ние едноумие или еднопартизам во Република Македонија. И во тој случај не гледам како ќе може кредибилност и легитимитетот на владеачката структура да биде задржан, ако претендира дека имаме демократска држава, која што има евроатлантски аспирации, која сака да биде дел од ЕУ и НАТО. Во една таква ситуација ќе мора повторно, како што кажав, да има во најмала рака предвремени парламентарни избори, бидејќи тоа е единствениот начин да се реконституира, да се врати повторно одлуката за одлучување, да се врати легитимитетот на граѓаните, па тие преку свој индивидуално изјаснување на фер демократски слободни избори да можат да ја кажат нивната волја, па повторно да ги составиме коцките на мозаикот за да може институциите да функционираат. Дане Владимир, ви благодариме што бевте гости во студиото на Зебра. Ни беше чест да дискутираме на најжешката политичка тема во моментот. Се разбира, им благодариме и на сите оние што не следеа на Зебра онлайн МК и на фреквенциите на Алфа и Ера телевизија. Поздрав!